Утре е прочка, ама трговците не простија, па цените на овошјето и зеленчук од ги качија до плафон. Некои производи се продаваа и 2 пати поскапо од вообичаеното. Колку за илустрација, едно парче зелена салата која вообичаено во овој период од годината е со цена од 15 до 20 денари, сега се продава по 30 па и 40 денари. Па сега празник е утре и малку покачена е. Сакат не е убаво да се покачува пред празници. Па затоа нас не набива, нема стабилни цени. Ова е состојба која кај нас се повторува пред секој празник, но и покрај високите цени, граѓаните остануваат верни на традицијата за овој ден трапезите да бидат полни. Ручок убав, малку винце. Пак има нешто така, постаглам нешто. Печенко. Можда и некој пастормалија. Со седенка, со пијачка, со јадење, со кафенце. Идеш кај постарите на баклава, да си простите ако сте се скрали. Единствено нешто кое годинава трговците изненадувачки не го покачија драстично е цената на портокалите. Тие се продаваа за 30 до 40 денари, што според трговците не е скапо. Не, тоа е нереална цена. Реална цена. Од секојаш е така било и мислам дека и ваа година цените се исти. Ова е една од ретките ситуации кога продавачите и купувачите се согласија. А ваа година се дури и поевтини од колку се очекуваме. Има 27 динара, 29 динара, 30 динара. Средно добри портокали. Претежно таа цена е цела недела што беа и пред прочка и сега истата цена. Но суштината на прочка не е во портокалите, баклавата и софрата. Демо кој што е востановен од Светата црква, сите оние кои што меѓусебно не се измирени и не живеат во мир, пред да ги започнат великите пости да се опростат. Веќе во понеделник започнува големиот великденски пост. Што е најважно, постот да ни биде целосен, а не само да ни биде еден вид воздржување од храна, бидејќи таквиот пост би бил само некоја непотребна диета. Нешто на што највеќе треба да обрнеме внимание, тоа е духовниот пост, значи засилено молитва, засилено размислување за Бога. Секако духовното значење на постот е суштинско, но од здравствен аспект не е неважно што оние кои ќе се одлучат на пост ќе јадат. Максимално да се користат деновите кога е дозволено да се консумира риба. Тоа е пред еден богат извор на животински здрави протеини, посни, без многу масноти. И исто така максимално да се користат поради витамините, поради растителните влакна и поради растителните протеини, мешункастите плодови. Тука се лекјата, гравчето, значи колку може повеќе да би се додале. Годинава после подолг период заедно ќе постат сите христијани, зашто одбележувањето на Великден е на ист датум и според јулијанскиот и според грегоријанскиот календар. Времето за засилена молитва, себе испитување, милосрдие и пост ќе трае до 16 април, кога се слави воскресението на Спасителот.